Време е за... Чекај, Ајде, време е за живели. За наздравие на сите вас. А во моментот време е за будење, така е тој джингл кој што најавува на некој начин вистинско будење. До сега сме разбудиле па прилично наши. Па тоа е интересно и тоа е всушност поидата на нашата рубрика дека нели не секој станува и се буди во тој момент, некој станува за потребите на утринската, некој навистина функционира како ранобудник и откривме низ годиниве, тоест низ емисијава и сезонава многу ранобудници како нас. Како не? Како не? Инаку вчера кога се слушнаме со Андријана вели моите родители, особено мајка ми ќе стане да ме гледа и Андријана рекла мамо спи си, ќе се гледаме потоа на линкот или пак во репризите. Така што ако не гледаат родителите на Андријана, добро утро ќе кажеме и на овие прекрасни луѓе, ама и на Андријана која што во моментот веројатно би требало да се наоѓа да е лоцирана во својата работна канцеларија на Црно-бело, пак ќе кажам сме си обострана поддршка долги години бидејќи тие постојано како цела екипа корпус од луѓе од ова агенција како новинари забележуваат толку суптилни ситни детали што ние никој пат не ги забележуваме и тие се некој пат очите вистински на македонската јавност. Дефинитивно ќе кажеме дека имате прилика да се втурнете во светот на Црно-бело и да читате толку убави приказни за сечи сензибилитет и карактер. Ама утрово ќе да знаеме за прв пат барем од како ги имаме утрински будења, како на Андријана започна утрото. Знам дека половина час е станата специјално за ова будење. Да, Андријана, добро утро. Бак нежи Андријанче. Добро утро, не знам дали ме слушате, ако не се одлично. Те слушаме, те гледаме. А инаку со овие состојби разбудивте порано, едва стигнав да се спремам, да се нашам каде да ставам кафе и пак сум како излезена од поплава заради тоа што надвор време е ужасно. И знаеш што ми се допадна на крај? Сепак испада на моето. Андријана сакаше од градски парк да ме поздрави и тоа и беше идејата затоа што таму ги нели негде со возилото го паркира и малку пеш нели заради рекреација до работа, ама овој пат испадна Марко како ќе посака. Сори што ти упаѓам во збор, сакав ствари кои ќе ми се јавите, обично во тој период одам од паркинг на канцеларија, мислев од градски парк да ви се јавам, да седнам на која клупа, да спуснете цвркот на птици како изгледа во тоа. Тоа можеби во некоја друга прилика. Како се погоди баш овој петок е истура. Вистина се погоди, баш денеска да истура. Ама наговести, ама многу ми е драго што испадна. Се сеќаваш кога говориме, баш сакав да видиме на некој начин и малку и канцеларијата. Можеш да ни свртиш или комплексно да ни свртиш како изгледа во моментот канцеларијата? Единствена си која што во моментот мислам дека е пристината на работа. Да, сум единствена што е тука, така што еве малку ќе ве прошетам, ова ни се генерално канцелариите, бирото, работниот простор во кој сме. И кога Андријана доаѓате на работа? Па, работното време не е од 8, јас сум обично тука околу 7:40, 7:45, отприлика во тоа време доаѓаат и сите колеги, така што ги очекувам за некои 20 минути да бидат тука. Знаеш дека изгледа канцеларијава како една Google смарт канцеларија, така некако убаво. Да, има некоја убава експресија. Треба да ме посетиме некој пат да видиме како изгледа, иако знам дека вие кога работите практично мува се слуша затоа што секој е фокусиран на текстови, на собирање информации. Ама што рекам, вие имате пробивката која што ремете целата таа атмосфера заради тоа што секогаш имам нешто да кажам. Андријана, велиш стана пола саат порано заради нас и ти благодариме за тоа, ама кога вообичаено ти започнува утрото, затоа што велиш и одиш 15 на минути порано пред работното време. Кога стануваш? Знаеш како, сега веќе кога сум на работа од понеделник до петок станувам некако околу 10 за 7, заради тоа што ми требаат 20 на минути од парк да испешичам до работа. Нас не се канцелариите покрај универзална сала. И ми треба 10 на минути да се спремам дома и после едно 20 на да стигнам до канцеларија 20-25. А кога не сум на работа, знам Бога ми да се поспијам и до еден и пол, пошто А инаку мислам дека е најкритична зона за наоѓање и лоцирање на паркинг простор во овој дел каде што си ти и знам дека што паркирам и треба време. И треба време. Малку тешко во центар да се најде некој место за паркинг. Андријана, кафето го пиеш дома сама, додека се спремаш или сама во канцеларија или со колегите кога ќе дојдат? Го почнувам сама во канцеларија, го продолжувам со колегите заради тоа што стварно дома ми треба 10 минути буквално да се облечам и да излезам низ врата. Не сум некој тип што не може да функционира без кафе, а од друга страна додека не испијам 2 кафиња, нема доручек, нема ништо, значи 2 кафиња е утринската доза и после тоа
се како што треба. Да, во моментот гледаме убави фотографии, баш онака од твои бројни интервјуа, твои патувачки приказни и секој пат сакаме да влеземе нели во светот на една животна приказни на наши колеги, пријатели, другари, а потоа и ќе видиме некои фотографии, нели апропо Евровизија, бидејќи нели тоа е сега во фокусот, па намерата ни беше многу одамна нели да направиме на вакво утринско будење, ама се некако се случуваа состојби некакви како што не можевме да те вклучиме поради твои работни обврски и така натаму, ама еве, со одветен на денеска терминот и датумот, именно прво да те прашаме кога доаѓаат останатите колеги сега Црно-Бело, ќе ги начекаме? На кај 8, така? Па може ќе ги начекаме со оглед на што ќе те искористиме да збориме малку и за Евровизија. Само да видиме дали утрова мама и тато не гледаат или спијат. Јас им реков да спијат и дека Марко ќе мора да го постави на YouTube одма видеото, за да може да им го пратам, заради тоа што сакаат да станат, ама ти ги знаеш какви се. Да нели, гледачите не знаат, ама јас ти се дружиме приватно, така што ми знаеш мама и тато и јас твоите. Така е. И ќе ги поздравиме, да, еве, пак вака да им упатиме, ако не гледаат, можеби на линкот. Со Цеца секој пат сакаме некако и со целата екипа, знаеш да ја обработиме Евровизија, ама мислам дека најубаво искуство имаш ти, една од можеби ретките дами кај нас новинари кои што долги години се бавеше и ќе посетиме за оние кои што може и подзаборавиле, дека ти повеќе од 2 децении, ако не и повеќе ќе ме поправиш, беше и уредник и новинар во познатите тогаш списанија на Таа, на Тој, на Комплетна. Под псевдоними луѓето те препознаваа некогаш не, ама правеше вистина добри истории, некогаш добри тестови, истражувања, рецензии. Денес се смени навиката нели за пишување, мора да се биде брз, автентичен, уникатен со оглед на тоа дека нели дигиталната ера и особено вие како новинари во пишаниот медиум успеавте да некако останете агилни и да ги направите тие можеби ваши вештини и тука брзи, прецизни, доследни за публиката. Црно-Бело е еден од можеби најчитаните сајтови кај нас во Македонија и во една прилика ти ми кажа дека дневно треба да поставувате сигурно до 8-9 текстови автентични, уникатни. Не, дневно на нашиот сайт излекуваат меѓу 15 и 20 текстови. Дневно? Дневно излекуваат меѓу 15 и 20 текстови на нашиот сайт и се тоа работи кои што нели ние како новинари ги правиме, точно не е тоа копипаст новинарство, заради тоа што не го сакаме тој начин на работа, сакаме секогаш да сме поразлични од останатите, сакаме да бидеме први, меѓутоа сакаме да бидеме и релевантни, заради тоа секогаш се истражуваат и приказните на кои што работиме, бараат информација од неколку различни извори, значи буквално не се става информација која што не е проверена. Од друга страна сакаме да споделуваме и работи кои што другите портали ги немаат, како што на пример, не знам, какво е уредувањето во домот на обичните македонци, како изгледаат некои убави запросувања или свадби кај нас. Сакаме да третираме теми кои што другите медиуми едноставно не ги третираат и на тој начин да се издвоиме. Имаме рубрики од типот на, не знам, лексикон, каде што познатите не одговараат на лексиконски прашања, не раскажуваат какви биле во детството, односно во тинеџерските години, потоа познатите македонски татковци, каде што не раскажуваат за своето искуство во, не знам, во одгледувањето на собствените деца, љубовните приказни на познатите македонски парови. Има се и се што може да се најде на нашиот сајт. А кои се сериозно најчитани теми, области, ти спомена некои препознатливи рубрики можеби за Црно-Бело. Знам дека нели патувачките приказни, барем од тоа што си ми споменала, секој пат се добро прифатени од публиката за да влеземе некој пат во чевлите на другите, како некои други дестинации ги доживеале, па и да не предизвикаат да ја посетиме одредена земја. Ама што е најчитано денеска во ова ново дигитално брзо време? Марко, во моментов не можам да ти кажам што е најчитано, заради тоа што тоа се работи кои што се менуваат исто така секојдневно. Тоа што е актуелно, желбите на публиката се менуваат, обично, например, се чита многу за личности за кои што одамна јавноста не знаела ништо или, например, за личности кои што се актуелни, направиле, односно, ни откриле нешто поразлично за нив. Така што, навистина, дневно ниво се менуваат работите кои што се во категоријата најчитани. Андријана, низ фотографиите кои што ги гледаме, видовме тебе со многу победници на Евровизија. И тоа е само показател дека низ годиниве навистина си имала можност да следиш многу Евровизии, буквално од лице место. Која е последната Евровизија на која што беше и потоа некако ќе се надоврземе на ова последново случување 69-то поред, некако да ни го прокоментираш од повеќе аспекти.
Последната Евровизија беше многу одамна во Москва во 2009 година. Првата беше во Истанбул во 2004 со Тоша, последната 2009 со Next Time, а вкупно беа 5 Евровизии на кои што бев, вклучувајќи ги Атина 2006, 2007 во Хелсинки и 2008 во Белград. Така што и од она што го гледам на телевизија, и од она што го гледам на сцената, меѓутоа и со колегите и со евровизиските фанови кои што одат, да речеме, се уште на Евровизија, работите се таму многу сменети и во однос на организација, и во однос на дружење, и во однос на контакт со, не знам, изведувачите кои што се таа година нели актуелни. Меѓутоа Евровизија е едно преубаво музичко случување кое што, да бидам искрена, би сакала барем уште еднаш во животот, во кариерата, да го видам во живо и да присуствувам на некој голем настан, заради тоа што има магија која што не се опишува, пак таму да живее. Како ќе ни ја прокоментираш оваа последнава? Утре ни очекува финалето, вчера се случуваше втората полуфинална вечер и покрај тоа што не си нели физички таму, сепак како новинар остануваш низ годиниве да ја следиш Евровизијата, па еве каков е твојот коментар или став, затоа што споменавме и ние тука во студиото и ти сега дека во комуникација со останатите евровизиски фанови се коментира и се зборува дека навистина многу од работите се сменети, некои на подобро, некои за жал на полошо. Па каков е твојот впечаток? Првиот впечаток после првото полуфинале ми беше дека ова е најверојатно најлошата Евровизија во последните 10 години. И јас се сложив. Во однос на песните кои што беа представени таа прва вечер. Јас последните 3-4 години имам некоја пракса да не ги гледам генералните проби, да не гледам тизери, да не ги слушам песните кои што пуштала националната телевизија на секоја земја, туку едноставно да оставам како повеќето телевизиски гледачи. Примерно да ги гледаш вечерта. И тогаш да добијам чувство, некој осет за песните какви си, така да речеме да си изберам фаворити или да типувам кои песни би можеле да влезат во финалето. Меѓутоа, она што го видов годинава ми беше вистинско разочарување во однос на песните. Сценските настапи беа одлични, швеѓанка се погрижиле премногу. Да, тие се, ако не се лажам, и фаворити за победа. Швеѓаните, сега да кажем швајцарците се погрижиле околу сценските настапи, продукцијата и визуелниот изглед и сцената и се, меѓутоа, например, водителките ми се премногу здравени и стерилни и не ми се допаѓа нивната енергија на сцената, за разлика од минатогодишните кои што беа фантастични. Мислам дека би ги гледала само водителките лани, дури песните не мораше да се испеат, нели, изведувачи. Дали минатата година беше Петра Меде по не знам кој пат, така беше? Да. Да, мислам дека се појави годинава како специјален гостин во првата полуфинале, меѓутоа, од друга страна, годинашните водителки се навистина некако престерилни за Евровизија. Песните се, јас од првата вечер не се сеќавам буквално ни една песна, впечаток со енергијата ми остави представничката на Албанија, иако и незината песна, да речеме, во моментов не можела да ја запомнам и да испеам некој рефрен. Мислам дека вчерашната вечер беше за нејанса подобра, барем во однос на песните имаше некоја певливост, некоја поинтересна, повпечатлива музика и добри сценски настапи, но искрено не очекувам нешто премногу од финалето и не очекувам дека годинава ќе избереме песна која што после 10 години ќе слушаме. Тој сакав да кажам, низ сликиве што ги погледнавме, го видовме Сакис, ја паметиме песната од Грција, го видовме I'm in love with a fairy tale. Александар Риба, да. Александар Риба, да. Не грешам. Да не забораваме Тоше, така. И многу други, кои што чисто песни навистина се уште и после 15 години, барем нешто од рефренот ќе знаеме да запееме. Да, точно. А последниве години некако не ни ги паметиме. Па, ретко, да. Да, овој период кога многу повеќе се вложува во сценски настапи, во костуми, во изведба, во што повеќе ќе, уствари која земја како шоу ќе направи, а песните некако како да влегуваат во втора, во позадина, да. И ми се чини дека годинава, не сум сигурна, пак не ќе треба да го преслушам утре што ќе пондапне на финалето, меѓутоа ми се чини дека годинава не влезе ниту една балада. Или можеби има една-две балади кои што влегоа, и ако имаше
например, според мене, неколку убави балади. Генерално и зимите инсистираат на побрзи песни кои што ќе им дозволат некакво шоу на сцената. Оваа година се фокусираше некако во тој правец. Во однос на песните што ги спомна, сега мора малку да одолговлечам нели со мојавето. Во однос на песните и рефрените што ги спомна што се слушаат и по 15 на години. Се сеќавам дека во времето кога јас одев на Евровизија, имаше евровизиски клубови. Тие постојат и сега, меѓутоа во тоа време во евровизиските клубови можеше да влезе секој новинар, изведувач, евровизиски фан, луѓето од делегацијата, дури можеа да се купат на некој место и билети за и обичните луѓе да дојдат и да осетат таа атмосфера. И во сето тоа, интересното беше што постојано се пушта евровизиски хитови и рефрени. И јас не се сеќавам дека поминала песна која што не ја знам, заради тоа што мислам дека за среќа пев на самата Евровизија во некој од најубавите години кои што постоја и кога се испеа најубавите песни на Евровизија. И секој се пуштало во тие евровизиски клубови било хит. И знам дека, например, години потоа доаѓаа луѓе и велеа каде е Елена, кајте да ја слушнеме ни на најне. Не сеќавам колку пати ни на најна, например, сум ја слушнала на тие забави. Значи, тоа се песни кои што ќе останат и кои што ќе се паметат и 15, и 30, и 50 години после сега, заради тоа што навистина се правеше квалитетна евровизиска музика. Да, и мора да признам дека вчера читав некои статистики, податоци кои што се поврзани со Евровизија, не знам дека зелената боја била лоша карма, а дека Katrina and the Waves некогаш во 90-тите победиле со зелена мајца, ама генерално дека да речеме носи лоша среќа и такви некои работи, меѓутоа најдов на информации. Покрај тоа што не знам дали ќе се сложиш и покрај тоа што можеби е полна со контроверзии, политики, нели добрососедски или не добрососедски односи и така натаму, растот на популарноста како културен феномен понатаму расте. Вчера читав некои податоци дека 200 милиони ја следеле Евровизија минатата година, вклучувајќи секако тука и околу 7-8 милиони на социјалните медиуми, така што се уште е некаков културен феномен во светот. Дигиталните медиуми си го прават своето пред некој како промоција можеби, да. Меѓутоа, што видиш, најголемото музичко шоу кое што постои во Европа и мислам дека вчера не знам дали го следевте во самиот брик кој што беше меѓу песните додека траеше гласањето, имаше евровизиски фанови кои што буквално, ако видовте дома, значи чуваат секакви спомени од Евровизија кои што живеат едноставно за овие 2 недели, бидејќи Евровизија се 2 недели, постојани проби, подготовки, дружење меѓу фановите и изведувачите и има луѓе кои што живеат за овој музички настан. Јас се чекам да дојде месец мај заради тоа што и мене мај ми е врзан со Евровизија. Да, асоциацијата за мај е тоа. Да, имам пријатели кои што се од земите од Европа кои што се уште одат на Евровизија, кога ќе видам нивни фотографии дека се таму, толкава носталгија ми се појава. Тоа ми е убаво околу срцето, си викам леле да сум таму. И да си таму, ама да имавме македонски представник. Како ќе го прокоментираш, Андријана? Тој Марко нешто спомена, можеби има некои надежи за до година на јубилејното 70-то издание, но ние веќе неколку години поред не учествуваме. Мене ми е многу криво. Искрено многу ми е криво што не учествуваме на големата Евровизија, од друга страна Македонија што има представник на јуниор Евросонг. Да. Некако и работи се малку погрешно поставени, меѓутоа нели, тоа е пак моје лично мислење. Јас сметам дека би требало да се представиме на големата евровизиска сцена, колку и да е тоа например захтевно, скапо, поскапо во однос нели самата организација и самото учество на Евровизија е многу поскапо отколку учеството на јуниор Евросонг. Меѓутоа не знам, некако ми фали кога се слушаат сите тие песни да го слушнам името Македонија, да видам македонски знамења во самата сала, да видам како се гласа, како се навива, дури и да не влеземе во финалето, секогаш постои некоја убава енергија, постои некоја сплотеност дури кај народот кој што навива иде за нашиот представник. Би се огледали избран на, не знам, на фестивал, би се огледали македонската телевизија го направила самиот избор, нели како организатори на Евровизија го за нашата земја го има тоа право. Таа некоја сплотеност, таа некоја опорија која што постои, мене ми е совршена. Пак ќе кажам, без оглед на крајниот пласман, иако дека нели кај нас ако не влезеш во финал најчесто по представникот се фрла и со дрве и со камења, колку што го воздигнуваат пред да замине на Евровизија, толку се
ајде да речем, тлука по него, од кога ќе се врати назад, многу ми навелат, можеби никогаш не требаше да одам заради целиот тој притисок и не знаат во каква приказна се впуштаат, а од друга страна тоа е една толку в момент кој што останува за цел живот, за цела кариера, заради тоа што кога во друг случај би се нашле на толкава голема сцена и би пеела пред 200 милиони луѓе. Ете Марко кажа дека лани околу 200 милиони луѓе. Кога 200 милиони луѓе ќе слушнат дека постои Македонија и дека ова е представникот од Македонија и ова е песната, односно музиката која што ја представува таа година. Така што се надевам и јас дека до година ќе имаме представник. Да, нешто се спомена, националниот сервис нешто спомена дека веројатно поради јубилеот и поради тоа што не учествуваме неколку години, веројатно треба да се вратиме. Доволно што спомена да се види македонското знаме, да се слушне Македонија на тие национални сервиси широм светот, бидејќи некој огромна промоција. Да, и ќе се предизвика некој ќе рече чекај да ја посета Македонија. Да се редат 12-етките за Тамара. Апсолутно. Беше Македонија, Големска за Македонија, Тамара беше еуфорија, сите верувавме дека Тамара ќе победи, потоа нели. Апсолутно се служам. Но жирито буквално не крена, значи цела нација беше во еуфорија. Прекрасно. Да те прашам, уште нешто, рече си пред да се одјавиме, ако направиш така нека компарација и така натаму, иако споредбата е најлошото нешто, ама сега бидејќи стана збор за Евровизија, па може да го направиме и да го сториме тоа. Чинам дека најдобро организираната, она што мене ме држи во последна меморија беше токму кога Велика Британија, Алиша Диксон, кога Граам Нортон се појави на сцена и така натаму. За мене тоа беше најдобро организираната Евровизија последниве не знам колку години. Беше, мислам дека се оправа, дури дали ми се чини гледавме полуфинале или финале, гледавме заедно таа. Може би заедно да гледавме. Меѓутоа беше толку ова енергија на сцената, водители, шоу програми кои што беа нели додека траеше самото гласење, додека се чекаше најавата на победникот. Така што да, британците навистина дадоа си од себе да организираат една многу солидна Евровизија која што ќе остане запаметена. Адријана, кој ти е фаворит оваа година и така некако да те оставиме да поуживаш? Ја мора да кажам дека мирните минути пред да дојдат. Јас морам да кажам Франција и Шведска, кај групата која што всушност е Естонија нешто се споминува? Естонија мислам дека беше Естонија се споминува, меѓутоа таа песна е она кафе макијато, еспресо макијато, пародија на односно исмејување на Италија. Не знам, таа песна што не е по мој вкус, да бидам искрена. Кој е твој фаворит, значи? Мислам дека Шпанија годинава. Мислам дека секако земите од големата петорка многу ретко котираат, високо не се сеќавам кога последен пат победила или не знам, уствари добро да Британија. Меѓутоа муаветот ми е тоа се песни да речеме кои што мене ми се допаѓаат, сите ова што го видов во полуфиналињата некако not my cup of tea, така што се надевам дека утре Шпанија ќе има убав настап и дека ќе се пласира високо. Да, бидејќи зошто да не победи па да имаме едно такво убаво не е лично, ама таа атмосфера во Шпанија е многу убава да биде домаќин. Ама се сеќавате дека сите песни од Евровизија во минатото се наоѓаа на компилацијски CD-а, се слушаше на различни подиуми во светот, баш се промовираше таа музика. Така што верувам дека тоа и ќе продолжи можеби како тренд, баш летото некако да ни биде со евровизиските хитови. Некаде кон крај уште само би те прашале, спомена дека нели многу евровизиски фанови се вклучиле вчера во некој ревијален дел каде што водителките најавија колку чуваат некакви нели спомени убави, некои гаджети, аксесуари кои што ги набавиле или ги купиле. Во едната и прв, ако не се лажам, ревијална вечер беше и Селин Дион, така што секој пат има нели изненадувања. Какви ти спомени, можеби најбави топ 3 ќе ги издвоиш од Евровизија, твои лични кои што си ги доживела и чуваш некои такви аксесуари? Знам дека си човек кој што и сака да си чува некаква се врзува. Да, чувам сите акредитации од Евровизија, чувам билети од, не знам, генералните проби, чувам цетиња кои што не даваат тамо секакви подароци, дури го чувам и ова на фотографијата што се гледа во моментот срцето која што е покриено и тоа ми го даде Тоше ми го извади последниот ден, тоа е во Истанбул, Тоше ми го извади последниот ден од оградата заради тоа што на оградата беа ставени сите тие во срциња беа ставени имињата на земите и знамињата. Ние бевме фиром таа година, така што фиром е покриено на фотката. Меѓутоа, да, ева е фотографијата пак. Едното срце беше
беше пред гардеробата на Тоше во самата сала, второто беше на оградата, тоа срце сега кај мене дома. Така што има навистина многу спомени, има спомени од типот на средби со евровизијски победници. Се сеќавам само што ова ќе ви кажам и потоа гасете ме. Се сеќавам на 2009 година во Москва, кога Сакис беше една од најголемите звезди на Евровизија, кога не се работуваше скоро со ниеден новинар освен со грчките и многу тешко беше да се дојде до него. Иако знам дека некои македонски новинари стигна, меѓутоа во моментот кога Сакис се појави во прес-центарот, отиде во делот кој што го има грците земено само за себе, даде неколку интервјуи и тргна да си оди. И јас на колешката и викам тргај по мене заради тоа што јас сега ќе му поставам него неколку прашања, не имавме камера и јас планирав сето да го снимам на видео и се затрчав и го фатам за рака, ни целата таа гужва, го паќам за рака и му викам саке сигурно не се сеќаваш, јас ми се запознавме на Евровизија во Истанбул. И ме гледа и кажа да, викам се запознавме во Истанбул, може ли да ти поставам две прашања? Застана, одговори на двете прашања, потоа се замена, меѓутоа ете таа некоја, да речеме, упорност или желба да стигнеш до некого, да добиеш некаква изјава, интервју. Тоа ми е едно од тие убави сеќавања на Евровизија. Инаку нешто граничено со време, така што никогаш не се знае, нели си вети дека сакаш повторно, можеби некојаш заеднички, може Телма, вие и сите тие некои универзумот работи позитивно како што треба, да се најдеме на вакви евровизиски екскурзии. Иако се надевавме дека можеби некој од колегите ќе фатиме, ама еве за вашите социјални медии, дај вака сега ти со чашата и вака да кажеме. Еве, честно и колегите дојдоа, меѓутоа се срамежни за пред камера. Срамежни се, така што еве голем поздрав од нив, од сите од редакцијата на Црно-бело, и ви благодарам што ме поканивте да бидам гост, да ви раскажам дел од нашето секојдневие, да разговараме за Евровизија. Прекрасно. Да, и секој пат да си останеме обострана поддршка. Многу љубов до тебе и до целата екипа во оваа агенција и секако работете си сега, започнуваат и вашите часови, ние продолжуваме со нашето сценарио на утринска на Телма.